да прекинат преговорите за името, да се расчисти со бугарофилите, Прохорпчински да се врати на македонска територија. Диаспората има радикална програма за меѓународниот настап на земјава. Денеска се собра во Скопје. Македонија се повлече од преговорите за името, Обединетите нации да донесат последна резолуција за демаркација на границата со Косово и Прохорпчински да се врати во македонско владење, побара Светскиот македонски конгрес на своето 17-то генерално собрание. 50 делегати од голем број дестинации каде што живеат македонци бараат од меѓународната заедница да го осуди геноцидот врз македонскиот народ во последните 100 години. Да се проговори за геноцидот врз македонскиот народ извршен од земјите учеснички во Втората Балканска војна, Грција, Бугарија и Србија, со продолжено дејство и по поделбата на Македонија со Букурештскиот договор од 10 август 1913 година, што континуирано трае до денес. Најголема тензија предизвика точката 20 од дневниот ред, според која Светскиот македонски конгрес треба да се помири и обедини со македонската патриотска организација во Америка, која што во својот статут вели дека се бори за правата на бугарите во Македонија. Ако во статутот е велено дека е сета македонска национална основа, тогаш може да прави во. Меѓутоа ние не знаеме сега во статутот, не е било што стои. Треба на некои што погрешите да им кажеме дека грешите, драјте македонци, иако дел се декларира како бугари, поведете, прифатете ги овие устови и ве примене во македонскиот, односно во Светскиот македонски конгрес и биете честни и лојални македонци на Македонија. Поделеност меѓу делегатите на собранието на Светскиот македонски конгрес имаше и околу ордените кои СМК сака да им ги додели на двајцата американски претседатели Буш сениор и јуниор и рускиот претседател Путин. Некои од присутните побараа да не се усвои резолуција за интеграција на Македонија во ЕУ поради злосторствата што некои членки на Унијата ги направиле врз македонците. Ваквиот предлог беше одбиен.